Добар ден на сите. Моето име е Вилма Дамјановска, ученичка во Средното училиште на град Скопје, Владо Тасевски. И во оваа лекција ќе зборувам за фазите од развојот на поштенскиот сообраќај. На почетокот ќе го објаснам потеклото на зборот пошта, што има најголемо значење за појавата и развојот на поштенскиот транспорт, кои се фазите од развојот на поштата и придобивките од реформата на Роналд Хил. Според германскиот историчар Хенрих фон Стефан, зборот пошта потекнува од латинскиот збор посита, што значи поставено. Многу народи го прифаќаат зборот post и го приспособуваат на својот јазик. Например, во францускиот јазик la post, во рускиот јазик почта и во македонскиот јазик пошта. Исклучок од ова е англосаксонското јазично подрачје, каде што се употребува зборот mail. За појавата и развојот на поштенскиот транспорт најголемо значење има појавата на писмото и развојот на писменоста. Писмото се дефинира како систем од знаци кои претставуваат одредени елементи од говорниот јазик, одделни зборови, слогови или гласови. Појавувањето на писмото и писменоста се јавуваат и првите облици на пошта. Со пренесувањето на писмените соопштенија до примачите се јавуваат и првите облици на пошта. Првите почетоци на поштенскиот сообраќај датираат од Стариот Рим, кога римјаните организирале гласничката служба за да одржуваат врски на поголеми далечини. Тие располагале со солидна мрежа од патишта на кои биле поставувани станици што служеле за одмор на гласниците и замена на коњите. Во 15 век фамилијата Турн Таксис го добила правото на поштенски регал, односно исклучително право за вршење на пренос на поштенски пратки на територијата на Германија, Холандија, Шпанија, Франција и Италија. На почетокот од 18 век одредени држави го одземаат правото на концесија од одредени фамилии и почнуваат да ја развиваат јавната поштенска служба. Причина за тоа е фактот дека концесионерите се повеќе се богателе. Државата немала увид и контрола над поштенските пратки, а со тоа губила и голем дел од поштенските приходи. Веќе во 19 век во сите земји се напушта обликот на концесија, а поштенската служба се организира како единствена јавна служба, тоест државен монопол. Во 1837 година Роналд Хил ги забележал недостатоците во поштенскиот сообраќај и дошол до заклучок дека причина за стагнацијата е висината на поштенските тарифи. Роналд Хил ги анализирал констативните проблеми, а решението го образложил во својата брошура Поштенската реформа, нејзино значење и практичност, во која предложил реорганизација на британските пошти, која ќе ја возможи зголемен промет на поштенските пратки. Плаќање на поштарина според тежината на поштенската пратка. Поштарината да се плаќа однапред од страна на испраќачот. Неплатената поштарина да се бележи со поштенска марка. Поштарината да ја плаќаат сите лица и воведувањето на категоријата порто поштарина, тоест плаќање на зголемена поштарина од страна на примачот на поштенската пратка, доколку поштарината не е платена од страна на испраќачот. Во 1840 година владата на Велика Британија ги прифатила предложените реформи на Роналд Хил и реформата ја спровела под името Penny Post. На 6 мај 1840 година во Лондон се појавила првата поштенска марка, позната како црн пени, со ликот на англиската кралица Викторија. Како резултат на прифаќањето на реформата на Роналд Хил, веднаш бил согледан и првиот ефект, а тоа е зголемувањето на поштенскиот сообраќај. Денес во секоја земја постои целосна либерација на пазарот на поштенски услуги, односно секое поштенско претпријатие кое ги исполнува условите за работа добива дозвола од Агенцијата за пошти. Во овој момент во нашата земја имаме 30 поштенски оператори кои успешно функционираат на пазарот на поштенски услуги, кои се повеќе се зголемува со растот и развојот на електронската трговија. Ви благодарам за вниманието.